Нема докази за загрозување на професионалниот интегритет на обвинителката Ленче Ристоска, ниту за постоење на дворешно влијание врз нејзината работа. Ова денеска беше констатирано на седницата на Советот на јавни обвинители, каде едногласно беше одбиена поднесената иницијатива на Ристоска. Во неа таа навела дека нападите кои го нарушуваат нејзиниот професионален интегритет потекнуваат од политички структури на партијата ВМРО-ДПМНЕ, наведувајќи изјави на премиерот Мицкоски, во кои тој ја опишувал како медиокритет и за клиентелистичко-политичка матрица. Сепак членката на Советот Маријана Илиевска оцени дека изјавите, иако се несоодветни, не можат да се поврзат со одлуките што обвинителката ги носи во рамки на својата функција, додека председателот на Советот Башким Бесими ставовите на Ристовска во записникот ги оцени како неконкретни, што е наведено и во самото образложение на одлуката. Ние предметот го разгледавме мало повише, ги добивме информациите од сите новинарски куќи, плюс и од новинарите, и заради тоа ми сметамо во конкретен случај нема повреда. Премиерот никогаш не го кажал името на Ленче во конкретниот случај, во конкретната записник, и заради тоа сметавме дека нема повреда. Дека името на Ристоска никогаш не било споменато во изјавите на премиерот, посочи и од владата, нагласувајќи дека било чудно што таа се препознала во неговите зборови. Ова следуваше откако Ристоска побара јавно извинување за навредите од страна на владеачката партија. Обвинителката во јануари поднесе и тужба. Ристоска, иако беше меѓу кандидатите, не влезе во потисниот избор за нов државен обвинител.